денот ни носи голем број предизвици и не само денот, туку некогаш и во подоцна во ноќта. Така беше вчера, доцна во ноќта, Ганију и граѓаните пристигнаа пред град Скопје и го фрлија ѓубрето. Она кое што нашата камера го забележа и во текот на ноќта, а се разбира и утринското информирање од Марија. За повеќе детали што точно се случувало и каква е состојбата сега, може да се поврземе утрински. Марија, добро утро. Ти си пред град Скопје, така? Токму така, утринава сме на лице место токму пред град Скопје, каде што вчера вечер доцна во текот на ноќта, некаде околу полноќ, градоначалникот на Чаир заедно со дел од граѓаните дојдоа токму овде и го оставија ѓубрето кое што претходно беше собрано во старата скопска чаршија. Именно градоначалникот напомена со самото оставање на отпадот тука дека жителите на општина Чаир се даночни обврзници, дека имено град Скопје не го собира отпадот, иако е нивна должност, и дека ова е на некој начин екоцид врз самите граѓани. Тука беше оставено ѓубрето од нивна страна, каде што ги посочија овие информации, некаде потоа откако се замена самиот градоначалник со дел од граѓаните кои што беа дојдени, дојде и градоначалничката на град Скопје токму овде на лице место, каде што освен тоа што објави видео на социјалната мрежа Facebook, кое што го снимаше лично таа, исто така објави и статус на социјалната мрежа Facebook, каде што воглавно ги појасни истите работи и во самиот статус и во видеото, односно дел од истите работи, каде што го праша градоначалникот на Чаир буквално зошто побегнал. Во продолжение ќе цитирам дел од незината објава на Facebook со оглед на тоа дека станува збор за поголема изјава. Во изјавата е напомената дека градоначалникот должи 7 милиони на комунална хигиена, или поточно ќе цитирам во продолжение. Ти фативме низ општина Чаир со камиони како градежниот и кабаст отпад ги фрлаш и околу нашите контейнери за да не напаѓаш зашто МВР инспекцијските служби ти го конфискуваа камионот. 7 милиони должиш на комунална хигиена. Исто така напоменато е во оваа објава 150 дивоградби ти имам фатено и институционално се писмено докажани и нотирани. Службено ти се вратени со сите забелешки на твојата документација, во кои забелешки најнепобитната е дека лажеш дека се градени пред 2011 година, односно дека се градени сега. Ова е дел од она кое што градоначалничката го објави на социјалната мрежа Facebook. Може да се напомене пред самиот крај дека по целиот овој проблем кој што изби доцна во ноќта во текот на вчерашниот ден, потоа беше собрано ѓубрето токму од овде пред градот Скопје, како што може да се забележи и моментално дека е чисто и дека го нема оној отпад кој што можеше да се види вчера вечер во одредено време, отпад кој што беше собран од старата скопска чаршија. Ова се сите информации засега кои што ги имаме и се случија вчера во текот на ноќта. Се разбира доколку има нови информации во однос на ова тематика, ќе слушнат гледачите подоцна во текот на нашето утринско издание или пак во информативните изданија на Телма телевизија кои што следат во текот на денот.